Секогаш крајот на октомври, почетокот на ноември е вака сончево и секогаш Господ не наградува со убави денови затоа што доаѓаат деновите на општината. 3 ноември е роден денот на општина Карпош и по тој повод ние максимално се трудиме да ја подобриме еколошката состојба во општината, а тоа значи максимално се трудиме да ја очистиме општината. Ќе имаме и акции деновиве за чистење, во кои може да се вклучат и граѓани, сите советнички групи. Во исто време засадуваме нови дрва, нови 70 дрва, претходно засадивме 50 во кај Педагошка академија, овде засадуваме 70 нови дрва, поготово овој дел овде покрај улицата Партизанска, кај плоштадот Делфина, за да направиме една, како да ја кажеме, дрвена зелена брана од бучавата и од загаденоста према овој прекрасен плоштад што сме го изградиле. Ќе продолжи општина Карпош. Како што гледате, дрва нема сечење. Сме исекле само 2 дрва оваа година и тоа се 2 дрва каде што пробиваме улица во Нерези, а 4 дрва ги спасивме, ги откорнавме и ги пресадивме на друго место. Инаку, во моментов може да сечеме само дрва кои што се суви, кои што се веќе, што се вели мртви дрва, за да потоа дојдеме со машини, ги извадиме нивните корени и на тоа место да насадиме вака нови дрва и тоа ќе биде многу покорисно. Наместо дрвото кое што веќе умира и го чекаме 3-4 години, па уште 2 години потоа да седи така суво, ние за тие 5 години можеме него да го искорнеме, да посадиме на ново дрво. Ова новото дрво веќе ќе има лисната маса и веќе ќе создава кислород за граѓаните на општина Карпош и на градот Скопје. Така да сега во континуитет ќе продолжиме да засадуваме дрва на местото каде што имаме суви дрва кои што ќе ги вадиме и ќе садиме нови садници.